Растот на минималната плата е оправдан од социјален аспект, но мора да биде усогласен со растот на продуктивноста и реалниот капацитет на економијата. Во спротивно, зголемувањето на платите создава инфлацијски притисок и го ограничува просторот за фискална консолидација, покажуваат анализите на Finance Think. Експертите заклучуваат и дека клучниот предизвик не е дали минималната плата треба да расте, туку со кое темпо и врз кои економски основи, за да се зачува и куповната моќ на работниците и макроекономската стабилност. Непропорционално и значајно зголемување на минималната плата и сите останати плати во економијата без паралелно зголемување на новосоздадената вредност крие неколку ризици. Првиот ризик е притисокот врз цените. Инфлацијата во месец јануари се сведе на 3,2% на годишно ниво, што е забавување од декемвриската бројка од 4,1%, но се уште над нивото на инфлација кое се смета за стабилно и над нивото во еврозоната од 1,7%, што е важна референца поради фиксниот курс на денарот во однос на еврото. Според Finance Think, упорната инфлација во најголема мера е последица на притисокот што доаѓа од страна на потрошувачката. Платите цело време растат наспроти продуктивноста. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска е на став дека по ковид пандемијата, енергетската и економската криза, инфлацијата се стабилизира. И сега вие кога ќе ги научите фирмите дека за нивниот производ со повисока цена има продажба, многу е тешко да го вратите назад. И таа навика сега треба да ја враќаме назад и да ги одвикнуваме. И тоа се случува, но не оди тоа така едноставно. А храната е секогаш зашто е најбарана, така. Не може вие, например, ако зборуваме за некој козметички производ, логично е дека тој козметички производ, ако е висока цената, нема да го купиме, ама храна мора да купуваме. Барањето на работниците за покачување на минималната плата е сосема легитимно и оправдано, смета економскиот аналитичар Глигор Ивановски. Според него повеќе од потребно е зголемување на платите, а за тоа треба да размислува владата, бидејќи некоректно е да се обвинуваат работниците ако некој странски бренд заминал од кај нас или фирмата не е добро позиционирана на странскиот пазар. Не може сето тој товар да се префали на вработените, бидејќи тие не одлучуваат за тоа како некој од нашите фирми ќе котира на странскиот пазар, како ќе се избори за својата цена на трудот и така натаму, за цена на својот производ. Работниците не се сосема во право што бараат да се зголеми минималната плата. Сојузот на синдикатите на Македонија бара минималната плата да се зголеми за 100 евра или да изнесува 600, доколку нема договор за нејзино зголемување со работодавачите и владата најавија штрајк во март.